Вести на Канал 8. Добар ден. Со програмата за социјална и детска заштита за 2017 година, Општина Кучани предвидува, освен досегашните мерки, да воведе и финансиска помош за набавка на ортопедски помагала и за бесплатно згрижување деца од социјално загрозени семејства. Сепак, на последната седница на Советот не беше прифатен предлогот да се обезбеди така наречен беби пакет за секое новороденче. Граѓаните кои во текот на 2017 година ќе имаат потреба да набават ортопедски помагала, ќе можат да поднесат барање до Општина Кочани за од буџетот да добијат финансиска помош, доколку Фондот за здравствено осигурување не е во можност да им ги покрие трошоците за набавка. Освен тоа, и децата на предучилишна возраст кои живеат во социјално загрозени семејства ќе добијат бесплатно згрижување во градинките, доколку нивните родители го побараат тоа. Ова се двете ставки што се воведуваат како новина за едната година во рамки на програмата за социјална и детска заштита на локалната самоуправа. За нив од буџетската сметка ќе се издвојат 220.000 денари, но во исто време се скратуваат одделни суми што со истата програма биле предвидени во изминатите години. Тоа пред се однесува на помошта за купување автобуски билети, каде има намалување за околу 20.000 денари, и кај помошта за социјален пакет за секое новородено дете за 130.000 денари. Ваквите промени беа и причина за дилеми кај советниците, зошто се прави намалувањето и дали не може да се задржат истите суми. Дали од овие средства што се скратени кај овие активности ќе се финансираат новите активности што се предвидени во оваа програма. Доколку е така, би сакала да дадам предлог програмите што се предвидени да останат со истите суми од лани, а за новите поместувања да се обезбедат дополнителни средства од буџетот на Општина Кочани. Од Општинската администрација потврдија дека има намалување на одделни ставки, но тоа немало негативно да се одрази на исполнувањето на планираните активности во програмата за социјална и детска заштита. Од проекциите кои се направени во текот на една година е забележено дека и за лекови и за автобуски карти средствата кои што се намалени стигнуваат. Пред тоа не имаат останувано средства, се работи по правилници, тоа веќе го знаете, лековите се доделуваат на 6 месеци, автобуските карти на 3 месеци и никој не останал што ги исполнува условите да не добие услуга. Овие плюс два вида на помош се додадени за да ја збогатиме услугата во делот на социјалната заштита. А она што го рековте дека највеќе има намалување кај пакетите, ова ни беше новина и се покажа дека направивме проекција некаде на 100 пакети, меѓутоа немаше оваа година толку и затоа е направено тоа намалување. Ваквото образложение беше прифатено, но имаше и уште едно дополнување на предлогот од советничката Ѓоргиевска, која побара пренамена на парите што остануваат од социјалните пакети за новороденчињата. Со оваа проекција што е предвидена овде, или 120.000 денари, помош во вкупен износ од 2.500 денари. Да, кога тоа ќе се подели, останува помош за 48 фамилии, односно 48 беби. Помош во социјален пакет за новородено дете да не бидат само за социјално загрозените семејства, туку за секое новородено дете во Општина Кочани. Ваквиот предлог не беше поддржан од мнозинството во Советот, така што програмата се прифати според претходно предложените ставки. Ова значи дека, освен помошта за набавка на ортопедски помагала, во 2017 година бесплатно згрижување во градинките, освен децата од ромска етничка припадност, ќе добијат сите оние кои припаѓаат на социјално ранливите категории. За начинот и критериумот на распределба на парите, дополнително ќе бидат изработени правилници. Сите ученици вработени евакуирани, 4 повредени, од кои 2 потешко. Е билансот од тактичко показната вежба симулација на земјотрес, што ја спроведе основното училиште Страшо Пинџур Чешиново во сработка со противпожарната единица од Кочани, Црвениот крст и полицијата. Истата е дел од проектот за подигнување на подготвеноста на учениците и персоналот за справување со елементарни непогоди. 4 повредени, од кои 2 потешко, е билансот од успешно спроведената тактичко показна вежба симулација на земјотрес и евакуирање на учениците и вработените при елементарни непогоди.
Истата е дел од наставната програма на учениците и проверка на училиштето и персоналот за организирање и планско постапување во случај на итна ситуација и нивниот капацитет за спроведување на оперативните мерки и активности. Освен Црвениот крст, брзо реагираа и противпожарната служба, итната медицинска помош и полицијата, така што децата и повредените беа брзо евакуирани. Изведов една симулацијска вежба на евакуација и спасување на повредени во случај на земјотрес. Мислам дека истата помина доста успешно, со тоа што имавме повредени, значи 4 лица, тројца од нив беа од учениците, еден беше од вработениот персонал во самото училиште. На овој начин фактички ние како територијална противпожарна единица покажавме дека сме подготвени да действуваме во вакви ситуации. Повредите беа удар од електрична енергија, длабока посекотина на подлактица, длабока посекотина на надколеница и удар во предел на главата. Тимот на шминкери се погрижи да ги долови повредите, да бидат што пореални, а дека тимот за прва помош помагаше во превенирањето на самите повреди. На крајот, вежбата беше оцената како доста успешна и беше заклучено дека училиштето и службите се подготвени при вакви и слични ситуации. При реализацијата на оваа вежба имавме помош од противпожарната единица од Кочани, Црвен крст Кочани, Здравен дом Кочани, како и полициската станица од Кочани. Голема благодарност до нив. Сметам дека симулацијата, тоест вежбата е успешно реализирана, со што покажуваме дека безбедноста на учениците и вработените е една од главните приоритети на училиштето. Тактичко показната вежба е дел од заедничките проектни активности на Министерството за образование и наука, општината Чешиново-Облешево, противпожарната единица на Кочани, Црвениот крст и полицијата за подигнување на подготвеноста на учениците и персоналот за справување со елементарни непогоди. Кривична пријава од полицијата заработи 19-годишен кочанец, кој е осомничен дека поседувал наркотични средства. Полицијата го товари дека вршел и трговија со нив, а случајот бил регистриран кон крајот на август годинава. Полициската станица од Кочани поднесе кривична пријава против 19-годишниот Ј.М. од Кочани, поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори. На 18 август оваа година, на крстосниците помеѓу улиците Страшер Бабчи и Роза Петрова во Кочани, полициски службеници извршиле рутинска контрола кај пријавениот. При тоа, нивните сомневања се потврдиле и кај лицето била откриена наркотична дрога марихуана. Подоцна, при преземени мерки за расветлување на случајот, полицијата утврдила дека истиот месец 19-годишникот неовластено ја набавил дрогата од непознато лице од Скопје за сума од 3000 денари. Марихуаната ја држал неовластено во домот на неговата мајка во Кочани со намера да ја продава на лица уживатели на опојни дроги. И покрај тоа што се работи за минимална количина од само 2,2 грама опојна материја, пријавениот ќе мора постапката да ја образложи на суд. В пресрет на новогодишното празнување, секторот за внатрешни работи излезе со апел против користењето петарди и други експлозивни материи. Целта е да се елиминира употребата на пиротехнички средства, за да се спречат телесни повреди и други несакани последици од нив. Сезоната на петарди започна. Најмногу ги употребуваат децата кои при тоа не водат грижа за последиците. Најчести повреди од употребата на овие и другите пиротехнички средства се изгореници на рацете и губење прсти. Славењето на празниците да помине мирно, без пукање на петарди, предпразнично и оваа година, подсетуваат од полицијата. При тоа укажуваат на последиците од пукањето петарди, но и тоа дека продажбата, односно купувањето и нивната употреба на јавни места, на улиците, во дворовите и влезови од згради е прекршок, за кој Законот за јавен ред и мир предвидел глоба од 500 евра. Од секторот за внатрешни работи упатија апел до младите да се воздржат од употребата на петарди за да не се соочат и со глоби, но и со последиците кои можат да настанат доколку ги користат за време на славењето. Секторот за внатрешни работи Штип апелира пред се до учениците од основните училишта
да не ги земаат ваквите опасни играчки во рака, бидејќи тие можат да придонесат до сериозни последици по нивното здравје, односно да причинат повреди на рацете, повреди на очите и на другите делови на телото. Набавката и дистрибуирањето на пиротехнички средства е кривично дело од кривичниот законник, за што може да се оди и во затвор од најмалку 5 години. Од секторот за внатрешни работи информираат дека ги интензивирале контролите и активностите за откривање и спречување на продажба на петарди и други пиротехнички средства. Целта е славењето на празниците на подрачјето на секторот да помине мирно, без последици од употреба на експлозивните средства. Во библиотеката Искра во Кучани успешно беше реализиран проектот Книгата патува во домот на секое дете. Целта е поголема мотивација на децата уште од најмлади години да другаруваат со книгата. Јавната општинска установа Библиотека Искра од Кучани во изминатите денови го спроведуваше проектот под наслов Книгата патува во домот на секое дете, во кој беа вклучени децата од големата група во 4 клона на детската градинка Павлина Велјанова. Целта на проектот е детето мотивирано да ја однесе книгата во својот дом, да ја покаже на родителите и заеднички да разговараат за неа, а потоа своите импресии да ги стави на цртеж кои ќе бидат дел од изложбата во рамките на проектот. Ја инициравме потребата книгата да патува во домот на секое дете, проект програма која што ја реализиравме со соработка со јавната општинска установа детската градинка Павлина Вејанова и воспитниот кадар кој што се присутни во сите 4 клона во градот Кочани и клонот во Ризари. Салтирова истакнува дека родителите одвојуваат време за заедничко читање со своите деца, но овој проект има за цел да биде уште една мотивирачка активност, книгата да биде дел од секојдневието на децата. Цртежите, кои што се 156 на број, нацртани од децата од детската градинка Павлина Велјанова и инспирирани од прочитаната книга, се поместени на изложба, што беше отворена во библиотеката Искра. Со ова се реализира во целост проектот Книгата патува во домот на секое дете, што успешно ја реализираа детската градинка и Кочанската библиотека. Тимот на ученици од Основното училиште Никола Карев се победници на надпреварите како дел од кампањата под наслов "За луѓето се работи", што преку игри и надпревари се реализираше и во Кочани. Целта на истата е подигнување на свеста кај луѓето за потребата од заштита на природата и заштитените подрачја во источнопланскиот регион. Во конкуренција од тимовите на сите основни училишта од Кочани, тимот од ученици од Основното училиште Никола Карев се покажа како најдобар во надпреварите, што во рамки на еколошката кампања "За луѓето се работи" се одржава во спортската сала кај Основното училиште Свети Кирил и Методиј. Имено, учениците од основните училишта од Кочани реализираа еколошка активност со игри без граници и еколошки надпревари. Целта на кампањата е подигнувањето на свеста за зачувување на природата за младите. Јас сум Љупка Јорданова од училиштето Никола Карев од Кочани. Ние настапувавме на вчерашниот надпревар Игри без граници, кој што е организиран од Источнопланскиот регион под наслов "За луѓето се работи". Овде бевме предводени од нашата наставничка по ликовно, наставничката Радмила Едровска, со која што по чие менторство учествуваме на сите вакви манифестации. Јас сум Сандра Нумова, исто така ученичка во училиштето Никола Карев. На вчерашниот надпревар имаше вкупно 25 тимови со по 5 ученика и ние во таа конкуренција освоивме вкупно 870 поени. Со тие 870 поени бевме со 300 поени пред сите, убедливи 300 поени и успевме да го освоиме првото место. Со оваа победа обезбедивме пласман понатаму и ќе се бориме со победничките тимови од останатите општини за викенд едукација која се надеваме ќе биде во надвор од државата. Еколошката кампања "За луѓето се работи" е проект на Центарот за развој на Источниот плански регион во рамки на програмата за зачувување на природата во Македонија, подржана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Следуваат информациите од спортот.
Младинската организација од гимназијата Лјупчо Сантов по 9-ти пат го организираше хуманитарниот кошаркарски надпревар меѓу професорите и учениците. Собраните средства од продадените билети се наменети за потребите на училиштето. Професорите и учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов повторно одиграа меѓусебен надпревар во кошарка, со што ги одмерија знаењата и силите и надвор од училниците. Училишната спортска сала беше претесна за да ги прими сите заинтересирани гледачи, кои освен надпреварот и забавата, дојдоа да ја искажат и својата хуманост. Се работи за настан со хуманитарен карактер, што веќе е традиционален, со оглед што во изминатите години се одржаа 8 вакви надпревари. Тие вообичаено се случуваат во пресрет на новогодишните празници, а организатор на настанот е училишната младинска организација Единство. На спортското дружење, освен кошарка, гледачите можеа да видат и други придружни содржини. По 9-ти пат да одиграме ривалот меѓу професори и ученици, во кој овој пат не си ги мерат силите во учење, односно во спорт, како што е кошарката. Средствата кои ќе бидат собрани ќе бидат наменети за младинската организација и за целите и потребите на нашата младинска. Според организаторите на ревијалниот надпревар, крајниот резултат од играта и не бил најважен. Сепак, во 9-та меѓусебна средба, повеќе умешност на паркетот покажаа учениците, кои ги победија своите професори со резултат 85:53. И уште една информација од спортот. Викендов ќе се играат редовните кола во втората футсал лига и во третата кошаркарска лига за мажи. Екипите на Унипап и Баскет Дино ќе бидат домаќини, при што фудбалерите ја пречекуваат Шкендија од Тетово, а кошаркарите се домаќини на Марфил Спорт од Прилеп. Во првенството на втората футсал лига ќе се игра редовното 9-то коло. Фудбалерите на Унипап се домаќини на средбата со Шкендија од Тетово, екипа која според прикажаното во изминатите кола има сличен учинок со нашиот тим и во моментот со 1 бод повеќе е 6-то пласирана на табелата. Средбата за Унипап е од голема важност за да ја прекине серијата порази во првенството што се провлекува неколку кола наназад. Причина плюс за тоа е и победата против Кратово во 8 на финалето од футсал купот на Македонија и пласменот меѓу најдобрите 8 екипи. Инаку, според сегашниот распоред на табелата, нашите фудбалери се во долниот дел и со досега освоените 8 бода се наоѓаат на 8-то место. Викендов ќе се игра и 8-то коло во првенството на третата кошаркарска лига во машка конкуренција. Всушност, со тоа започнува одигрувањето на вториот круг надпревари од есенскиот дел, во кој според распоредот се играат реванш средби. Екипата на Баскет Дино ќе биде домаќин и ќе ја пречека екипата на Марфил Спорт од Прилеп. Со оглед што прилепчани им се директен конкурент за подобар пласман на нашите кошаркари, ова ќе биде шанса тие да прикажат добра игра и да го подобрат бодовното салдо. Истовремено ќе можат да им се реваншираат и за поразот од првото коло што се играше во Прилеп, кога тимот на тренерот Сашо Лазаров загуби со 85:50. По минатонеделниот пораз од борец Евробрик на домашен терен, Баскет Дино нема друго решение освен да игра на победа и да ја поправи лошата кош разлика. Со 7 бода освоени досега, екипата е предпоследна и е во друштво со аутсайдерот Кичево. Во младинската М12 лига пак, Баскет Дино исто така е домаќин. По минатонеделната победа против Карпош Соколи во салата кај гимназијата, кошаркарите од генерацијата 2004 ќе дочекаат силната екипа на Партизан Водносанс од Скопје.
Спортот и временската прогноза беа последните информации во вестите на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Довидување.